си продолжуваме ние сега со гости во нашето студио. Колешката Ирина подготвена за разговор со доктор Кристијан Ристовски, стоматолог, па ќе зборуваме за видови на протеза, за нега и хигиена. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам на поканата. Секоја задоволство да се гостува кај вас. Драго ми е што е така. Ќе зборуваме темата, ја кажав Ирина, повелете, па да се слушаме сите не интересира и се работи за нашето здравје орално. Добро утро, Слободанка, добро утро, почитувани. Убаво кажа Слободанка, ќе зборуваме за нешто што е многу важно за нашето орално здравје, за нега и грижа на мобилни протези. Односно, ова може би повеќе ја засега повозрасната популација, луѓето може би кои што се во трето доба, кога на овој или оној начин ги губиме нашите заби. Сега ќе зборуваме за тоа какви типови на мобилни протези има и кои се најбараните протези кај нас во Македонија. За таа цел, како што најави Слободанка, доктор Кристијан Ристовски, стоматолог, ќе ни објасни накусо за тоа што се случува по загубата на нашите заби. Доктор Кристијан или доктор Кико, како што те викаат твоите пациенти, нема да си пресираме, бидејќи се знаеме долго време. Добро утро, официјално, добро ни дојде во утринската програма. Имаме интересна тема, нешто што ги засега нашите гледачи, сите нас кога се работи за нашето здравје. Што се случува по загубата на забите? Дали сите заби или можеби дел од забите? Вака, по загубата на забите не е еден момент. Тоа не е само се губи забот и толку. Тоа е еден процес кој што трае и продолжува да трае цел живот по загубата на забите. Односно, ние кои ќе го загубиме забот, таа дупка, таа рана која што останува таму се затвора. И тука почнува ресорбција на алвеоларниот гребен, на тој гребенот што останува по загубата на забите. А таа ресорбција е хроничен, значи цел живот трае, прогресивен е, само се оди понатаму и понатаму, кумулативен и иреверзибилен процес. И науката која што се бави со загубата на забите, причините за загубата на забите, како и нивно надоместување и надоместување на околните ресорбирани ткива е токму мобилната протетика. Таа, како што кажува самото име, се бави со изработка на мобилни протези, значи на протези кои што се вадат и се ставаат во уста. Да. Кога ги споменавме веќе мобилните протези, убаво е да напоменеме какви видови на мобилни протези постојат. Да, мобилните протези можеме да ги поделиме на две поголеми групи. Значи, по кој материјал се направени, дали е тоа акрилатна мобилна протеза, оние класичните пластични што ги викаат мобилни протези, што ги вадиме и ги ставаме, или е скелетирана мобилна протеза. Таа во себе содржи метален скелет кој што си има некои одредени придобивки. Или можеме да ги класифицираме по бројот на загубените заби кои што го надоместуваат на парцијални мобилни протези, односно имаме дел останати од нашите заби, а дел го надоместуваат протезите, и тотални мобилни протези. Кога станува збор за пациент со тотална беззабот, значи без ни еден заб. Да нема ни еден заб во устата. Така. Сега, работите долго време на оваа проблематика. Кои се кај нас најбарани мобилни протези? Зашто најчесто се одлучуваат пациентите кога ќе се соочат со делумна или со целосна загуба на забите? Така, не станува збор само за тоа зашто се одлучуваат пациентите, него секоја мобилна протеза, да, и што е најприфатливо, и секоја мобилна протеза си има своји индикации и своји контраиндикации. Значи некаде се прави, некаде не. Ние како доктори треба да одредиме и да процениме каде таа мобилна протеза можеме и треба да ја направиме, а каде не треба да ја правиме. Сега, доколку треба да направиме мобилна протеза, си доаѓа пациентот, сме го диагностицирале со тотална беззабост, да речеме нема ни еден заб, почиња на еден процес на изработка на мобилната протеза кој што трае се на се 2 недели, грубо речено, и тоа се неколку проби, една за друга, кои што мора да се направат екстремно прецизно, како мобилната протеза би си имала ретенција во устата, односно таа да си стои во устата таму каде што сме ја ставиле, и стабилизација, таа да биде стабилна, не што вика да не шклапа, да не тропа, да не биде лабава протезата. Како ние би ја користеле, затоа што мобилната протеза е една естетска и функционална целина. Таа има и естетски прво
свој дел, своја функција на смевката на зъбите, поставеноста на зъбите, но има и функционален дел. Ние таа протеза ја користиме за да џвакаме, за да говориме при формирањето на некои гласови и за одржување на вертикалната димензија на лицето. За не ни се појави старачко лице, не се збрчкаме, односно вилицата долна не отиде нагоре и нанапред. Реконструкција на зъбите. Да. Ме интересира, доктор Кристијан, дали имаат овие мобилни протези свој рок на траење? Значи, еднашка се прават, дали траат доживотно или сепак имаат свој рок на траење кога треба да се заменат со нови? Човекот е совршен на една машина природна, па има рок на траење, не па мобилна протеза кој што он ја произвел. Значи, како што реков претходно, после загубата на зъбите настанува хроничен и прогресивен процес. Тој процес и трае цел живот, а мобилната протеза останува иста. Така да, откога ќе се ресорбира малце повеќе непцето, знае да се појави една дискрепанца помеѓу оралната лигавица и пластиката на протеза. Тоа е многу брза работа. Една ребазација директно во ординација за едно 5 минути, 10 се средува таа работа. Значи, тоа е нешто што тоа е минимално одржување. И доколку стане абење на тоталната протеза, се изабиле зъбите од користење, си ја користел човекот, се матирала бојата се, едноставно сака човекот да си се поднови, си правиме нова протеза. Кој што процес на изработка трае, како што кажавте, 2 недели со 2 до 3 проби. Да, е направена со сите оние морфолошки карактеристики на непцето, со таа големина на зъбите, со таа поставеност на зъбите, со се. Одат во моментот малку и фотографии. Може да ни кажете, овој тип на протези кој е? Тоа е парцијална акрилатна протеза. Ова исто станува збор за протеза, така, за целосна протеза. Овдека станува збор за тотална беззъбост и горе и доле. Убаво изгледа, естетски вака. Изгледа, а и за функција се покаже дека е добро. Да. Добро. Сега, она што е многу важно, како се прифаќаат мобилните протези? Има ли период на адаптација, на прилагодување? Што ако има некои проблеми, како тоа се го решавате вие стоматолозите? Вака, нормално е да постои еден период на адаптација. Рачунајте дека вие ќе ставите една пломба на зъбот, па цел ден јазикот ви е таму. Натаму, да. А 14 нови зъби заедно со околните ткива горе и 14 нови зъби со околните ткива доле, навистина треба еден краток период на адаптација. Краток период треба затоа што уште еднаш, како напомена, мобилната протеза е направена сразмерно со вашите димензии на лицето, на зъбите. Едноставно не може да биде ниту поголема, ниту помала. И таа ги надоместува загубените зъби и загубените ресорбирани околни ткива. Што значи мобилната протетика не е... Вие ако ја гледате со големи димензии во рака, кога ќе ставите во уста, таа едноставно загубено тога надоместува и не е толку чудно. Пациентите брзо се навикнуваат на мобилните протези. Само е прашање тоа дали сакаат да се навикнат. Тоа е едно психолошко прашање. Ама се случува, например, имаме примери сите, кај повозрастните, ке направат, да кажам, протеза, мобилна протеза, не ми е добра и не ја носам. Тоа е многу погрешно размислување, затоа што и ние при изработката на мобилните протези им кажуваме на пациентите дека секако ќе мора да дојдат на 1-2 корекции, 3 корекции, ако треба. Да, едноставно протезата треба, како што викаме, да легне. Така. И да биде направено милимикронски точно се за таа да би била функционална. За да биде милимикронски точно мора некаде да направиме некои фини подесувања на протезата, на загризот, долу на базата на протезата, било каде и да треба, каде и да почнува да отвара некој процес на механичко повредување, за вие да можете да си ја носите протезата убаво и долго. Кажавте дека зъбите може да се изгубат делумно, така, и целосно. И целосно, да. Колку делумно? Дали може и на 1-2 зъба или мора да е тоа, да кажам, повеќе зъби да се губат? Дали и на еден зъб се става? Постојат протези кои што надоместуваат еден зъб, меѓутоа тоа ги користиме генерално како привремена изработка додека се направи фиксно протетско решение. Мобилната протетика е индицирана обично кога станува збор за поголема загуба на зъбите. Или субтотална, или тотална беззъбост да има, или парцијална беззъбост. Меѓутоа, као парцијална,
загуба на 5, 7, 10 заби. Да. Така, Зошто да се одлучат пациентите на мобилни протези, бидејќи сега има стоматологијата, поготово модерната стоматологија нуди и импланти, сега јас не знам стручно како се вика тоа се, да не погрешам. Прашањето ми е кои се придобивките од мобилните протези? Придобивките генерално станува збор за економско прашање. Да, значи се многу попристапни цените на мобилните протези отколку на имплантите. И мобилните протези не бараат хируршки метод на ставање на мобилната протеза, а ставањето на имплантантите е стоматолошка и хируршка процедура. Има некои пациенти кои што не можат да издржат таа хируршка процедура, тоа е заздравувањето на истата. Заради години здравствена состојба и така натаму. Да. И сега, она што е многу важно е хигиената на мобилните протези. Има повеќе видови, како што кажавте. Која е негата и хигиената на овие протези? Па, мобилната протеза е едно странно тело кое што е во вашата уста. И како такво, како и околната лигавица, така и тоа доаѓа во контакт со целата храна и целото пиење кое што вие сте го, па и со воздухот што го дишиме, цел ден што поминало и цел ден што сме го издишале тој воздух. Тоа значи дека на мобилната протеза се акумулира плак. Плак како и секаде во устата, така и на мобилната протеза. И како хигиенски режим за мобилната протеза, и за парцијалната и за тоталната, е прво убаво механички да се обработи, значи ги вадиме навечер тоталните протези. Значи не се спие со протези. Не се спие со протезата. Затоа што тука ни прави тоа автоматски едно ретенционо место на храна, каде што колку сака нека е протезата добра, секако ќе има некој мал дел како стапалка каде што ќе се задржи храна. Таа храна потоа ни станува плодна, еве да се изразам почва каде што ќе се многу бактерии размножат и тоа е веќе потенцијално место за почеток на некој патолошки процес, фокусна инфекција некој. Да. Ние мора да извадиме тоталната протеза, убаво механички да ја очистиме и во делот кој што доаѓа во допир со оралната лигавица, односно тој што е внатре делот, и со делот кој што е слободен во устната празнина, значи целата. Ја оставаме во асептичен раствор во текот на ноќта и тоа ги убива и останатите бактерии, како и спречува... Значи во чашка? Да, во чашка преку ног да се преноќи. Или во контейнер за протезијете има и таква работа. И тоа има. И тоа има и а во вода? Обично ја чуваат и во вода или не се препорачува? Асептичен раствор, се купува раствор и тој раствор убаво делува со тоа што ги убива и останатите бактерии и спречува акумулација на забен камен и околу забен. И протезите фаќаат забен камен? Да, фаќаат забен камен и протезите. Тоа е забниот камен фактички станува збор за еден калцификат на веќе настанат плак. И овде си се собира плак на протезите, со калциумот кој што го внесуваме ние преку јадењето и пиењето, си калцифицира и си настанува забен камен. Со какви четки препорачувате да се четкаат овие мобилни протези? Со четки за заби. За заби. Мислам дали да се помеки, дали да се нема сега меки. Мобилната протеза не е витално ткиво. Што значи може да исчеткаме и со подсврста четка, затоа што тука не станува збор за повредување на околните ткива, туку станува збор за механичка обработка на протеза. А протеза како таква е медицинско помагало кој што надоместува некој загубен орган или дел од телото. Да. Постои ли можеби возрастна граница за тоа кога може да се употребуваат мобилни протези или нема никакво ограничување? Не, нема ограничување. За жал се повеќе млади и помлади ставаат мобилни протези. Да, навистина ми е жал што е тоа така, меѓутоа ставаат се повеќе млади мобилни протези, но и во подоцнежните години мобилната протеза не представува никаква пречка, затоа што, како што реков, таа е апсолутно неинвазивна. Си се зимаат отпечатоци, вие без ништо да пипате во устата, да сечете, да правите било какви хируршки процедури, најчесто. Освен кога немаме преостанат алвеоларен гребен. Меѓутоа, тоа се праќа на орален хирурги, има процедури орално-хируршки, како би се тој гребен зголеми. Се случува ли можеби да се појават некои ранички во устата, шуплина од
и доколку е тоа така, претпоставам се лекува, се третира едноставно или доколку се појават ранички во устата, тоа настанува најчесто заради како резултат на механичка повреда од протезата. Тоа најчесто се случува во првите неколку дена на почетокот и тогаш треба да се дојде на корекција. Таму каде што вилицата не, никако откажувај. За ништо во животот, па најмалку за мобилни протези. Таму каде што настанала механичка повреда, таму ја скратуваме вилицата и автоматски го ослободуваме тоа место. Или доколку вилицата од некоја причина не лежи, да се изразам како што треба, односно не се држи на местото, нема добра ретенција, ние можеме во ординација да направиме ребазација, со тоа да постигнеме дополнителен вакуум и уште толку подобро се задржи протезата. Меѓутоа треба да знаеме, треба да дојдете на корекција. Да. Одлични совети на вистина за сите наши гледачи. Мислам дека во овие 20 на минути успеавме да ги дадеме најважните информации околу мобилните протези. Значи, сепак има решение доколку се дојде до загуба на забите. Во 21 век не треба за се да има се чека, решение, туку веднаш да се пристапи, најмногу заради тоа што да се проложи човекот да функционира како што треба, а потоа нели тука доаѓа и естетскиот момент. Затоа што забите се почетокот на дигестивниот тракт. Тие не само што учествуваат во жвакањето, тие учествуваат во формирањето на некои гласови, тие учествуваат во држењето на вертикалната димензија на лицето, а и во естетскиот дел. Така е. Доктор Кристијан, благодарам многу за учеството во нашата емисија. Се надевам ќе има повторно можност да бидете наш гостин. Бидејќи темата за стоматологијата е неисцрпна. Има навистина многу за што да се зборува. Благодарам. Имаме нешто заедничко во боите. Да. Денеска е се на зелено. Се на зелено. Све сме удриле се на зелено. Благодарам за гостувањето. Ке го замолам докторот само за една минута после најавата да го прашам нешто си сакам. Да, што многу ме интересира, со оглед на тоа дека многу добри совети слушнав.